прво да не патиме од правен илузионизам, дека кога ќе го донесеме законот, ќе го решиме проблемот и да се формира комисијата и така среќно ќе си живееме. Ова решение од законот е лошо и имаме шанса да го подобриме со ваша помош. Тоа е првото. Второ, ова околу кокетирањето со невладиниот сектор, видете, студент на прва година на правни студии или на политички знае што е демократија. Систем во кој што постои институционализирана контрола на граѓанското општество врз носителите на власта. Ете, тоа е маја дефиницијата за демократија. Значи, ајде да го овозможиме тоа. Тоа не се овозможува само преку дебата, туку и преку вистинско влијание врз процесот на одлучување. Тоа важи и за вас, господјо Зајкова. Либерал, значи, овие работи мора добро да ги знае. Да не идеализираме доста со тоа да ја формираме комисијата, па ќе видиме, па ќе менуваме вод и слично. Ајдете да повториме едно добро искуство. Не ми е јасно што е тоа што ви создава проблем дека ако го усвоиме ова решение, ќе ја комплицираме ситуацијата, а нема да ја олесниме. На вистина не ми е јасно. Нема тука потреба ни од аргументи, доволен е здрав разум. Дека нешто што е пошироко, нешто што е поупатено, дека ќе биде и покритично. Не реков дека немате здрав разум, повикувам на здрав разум. При решавањето. Ве молам. Па за тоа служи, извинете, ако не сте знаеле. За тоа служи. Предавања во пракса. Ама ве молам, не сте вие ни Арта, ниту сте Арбе. Ајде, ве молам. Да привршуваме, бидејќи... Немојте сега да не разубедувате. Благодарам.